Јас сум овдека со мојот колега Христијан Тасевски, кој што редовно разговара и разговараме за проблеми од Силиконската долина и од она што го значи светот и што го донесува светот на новите технологии и така натаму. Христијан, имаме 10 минути, а вчера поразговаравме малку за тоа да ја отвориме темата за прашањето како новите технолошки компании, значи не овие кои што се стари стотици плюс години во производство на автомобили, како сега новите технолошки компании се повеќе се охрабруваат во влегување во тој огромен бизнис. Значи од Apple до Xiaomi до не знам кој, Tesla и така натаму. Што е тој интерес, зошто се влегува на тој пазар? Така, како што веќе најавивме, очигледно е дека доаѓа една револуција во автомобилската индустрија на која што е веројатно дека во блиска иднина ние би биле сведоци на таа индустрија. Почнувајќи од регулативите кои што веќе влегуваат во сила од наредна година, од заклучоците кои што се носат на конференциите, вклучително мислам на конференцијата која што се одржа во Глазгов за климатски промени, каде што беа присутни сите лидери, безмалку сите лидери на водечките држави, нели оние кои што го движат светот, сите тие индикации кажуваат дека се поскоро доаѓа таа револуција во автомобилската индустрија. На што конкретно мислам, почнувајќи од регулативата која што ја спомнав од наредна 2022 година, каде што во сите автомобили задолжително ќе биде вградување на уреди, односно интелигентни уреди кои што ќе лимитираат брзината. Тие ќе функционираат врз основа на GPS сигнал, со тоа што ќе го детектираат возилото на кое место се наоѓа и според тоа која е дозволена брзина на тоа место, во комбинација со интелигентно препознавање на вертикална сигнализација, односно знаците на кои што е обележана максималната дозволена брзина. Со тоа што Добро. И денеска човек кога вози низ западни земји по автопатишта сериозни и така натаму, на GPS-ите на овие, како викаме, Jane, каде одам и така натаму, се појавуваат ограничувањата на патиштата во real time. Значи, како поминувате, ви известува дека тука треба 50 да се вози. Да, меѓутоа, во овој случај, самиот автомобил најпрво продуцира визуелна и звучни сигнали дека вие веќе надминувате брзината, со тоа што не можете да ја надминете таа брзина, буквално се блокира брзината. Мислам, се блокира. Не можете да надминете таа брзина која што е предвидена, без разлика колку стискате на педалата за газ, да кажам. Со тоа што тука се кажува дека постои можност доколку да се начин на кој што ќе може да се исклучи тоа, меѓутоа претпоставам дека тоа ќе биде во прво време, додека не се работи за безбедносни ситуации во кои што забрзувањето нагло може би е неопходно да се избегнат несреќи. Токму таму доаѓаат тие дискусии затоа што системот кој што кажуваме дека интелигентен на одредени моменти не знае да процени дали станува збор за можеби нека опасна ситуација каде што вие навистина е потребно да забрзате и поради тоа постои можност вие да го исклучите тој лимит. Меѓутоа, сепак лимитот постои, не само што ви кажува дека ја надминувате брзината, едноставно возилото не вози побрзо од таа ограничена брзина. Морам да кажам дека бидејќи делумно повремено ги следам тие расправи помеѓу овој страшен напредок на новите технологии, меѓутоа и потребата тие да се озаконат. Бидејќи доаѓаме во реални ситуации каде што, да речеме, оти ова се убаво звучи кога се одвива нормално. Кога ќе настане несреќа, а се работи за сообраќај во кој што чувствуваат стотици милиони возила, со милион непредвидливи ситуации, потоа доаѓаме до ситуација во која треба да се расчистуваат правните консеквенции. Кој е виновен? Кој е предизвикал? Дали техничките блокади, технолошките придонеле во тоа? На крај ќе се вклучат осигурителни компании, кој кому му плаќа зошто, не само коли, туку и животни осигурување и така натаму. Сакам да кажам, да речеме, бионските раци кои што постојат, се голем проблем за автоиндустријата и легализацијата на сообраќајните правила, бидејќи при несреќи не се знае кој е виновен доколку возачот има вештачка рака. Бидејќи се тие навистина совршени така натаму, но во суд
тој вели, па јас дадов, се обидов да свртам, ама раката не реагираше и сега. Се поставува прашање, кој го гарантира? Производителот, осигурителната компанија, самиот човек, законодавецот и така. Сакам да кажем, Христијан, ова убаво звучи, Токму ама така. И намерата е зошто е оваа регулатива донесена, која што, како што реков, стапува на сила веќе од 2022, со тоа што сите постоечки модели кои што се на пазарот, кои што се продаваат сега како нови возила, имаат рок до 2024, додека новите модели кои што се дизајнираат од фабриките, веќе од 2022 треба да го имаат вградено тој лимит на ова. Намерата доаѓа од тоа што се смета дека најголема причина за несреќите кои што се случуваат е неконтролираната брзина. Меѓутоа да, секако стои моментот што од другата страна, доколку е неопходно или има некоја ситуација каде што е непредвидлива, и секогаш ми сметам дека ќе стоят тие. Од една страна, апсолутно се докажани и после стотина години испитани сите последици од возењето автомобили кои што користат фосилни горива. И што се проблемите, што произведува компликации по животната околина и ни за други. Од друга страна, надоаѓа во последните неколку години, значи ова сега не е баш процес кој трае 30 години, 40. Се чинат неиспитани многу сфери од овие електрични и високотехнолошки автомобили. Таму исто така ќе има огромни проблеми кои не знам како ќе се решават. Например, како што е познато, складирањето на потрошените батерии. Овие автомобили ќе трошат многу батерии и тие имаат век на трајање и потоа што? Пак ќе се носат во Африка и ќе се закопуваат негде кај длабоко од земја. Токму тоа се смета за еден од најголемите предизвици што ќе се случува со батериите кои што нели секако имаат ограничен рок на трајање, и тоа е исто така беше една и од темите на конференцијата за климатски промени исто така во Глазгов. Меѓутоа, она што се согласни безмалку сите е дека е потребно да се движиме во таа насока, односно компаниите дел од нив веќе најавија во прилика во 2030 дека најголем дел од нив ќе бидат безмалку ќе го отфрлат ова моментално производство на автомобили кои што користат фосилни горива и ќе ги заменат и сите возила ќе бидат заменети со електрични. Со тоа што оние најпесимистички, да кажам, предвидување на компании кои што сметаат дека е подолго време ќе им биде потребно е 2035, што доколку земеме веќе сме на прагот на 2022, некои десетина години ние веќе ќе гледаме како дури се... мене, ако поживееме, дури мене ќе ме фати таа. Тоа е скоро. Само една минутка ни останува. Зошто оние додатоци кои што ги прави таа AirTag-от на Apple се повеќе се наоѓаат во украдени возила? Што се случува? AirTag-овите се всушност првично беа наменети од Apple, тие се скоро производ кој што скоро е пуштен на пазарот, тие беа наменети за да може пример да ги ставите на клучеви, на привезок, со цел лесно да може да ги пронајдете по дома клучевите. Ако се изгубат вие преку телефонот можете точно да најдете локацијата, да. Исто така има вградени звучник кој што може да испуштат некој звук за да видите каде се наоѓа, дополнително може да го ставите во вашиот автомобил, велосипед, во случај да се движи автомобилот, па ќе знаете дека или може би е пајак или евентуално. Тоа ли е причината зашто ги стават? Да, таа функционалност на овие тагови веќе почнаа да ја користат и оние кои што имаат не толку честни намери, па кога ќе паркираат некое возило крадците, ставаат так во него, со тоа што тагот има дополнително некои безбедносни мерки, доколку 24 сати не се приближи сопственикот на тагот, односно со телефонот, тој почнува исто така да испушта звук. Меѓутоа, веројатно доволно долг период им е тоа за да го лоцираат возилото каде сте наоѓа. Со други зборови ги маркираат возилата за да видат каде се движат и потоа која е најпогодна локација за да можат да го украдат истото возило. Со тоа што тука е интересен момент, велиме дека тие AirTag-ови работат на Bluetooth. А нели кратците, доколку има телефон Bluetooth, знаеме дека има кратко некое растојание обсек. Со тоа што има дополнителна функција на AirTag-овите, истото што сега е веќе имплементирано во последните модели на iPhone, така што доколку има некој во близина кој што користи уред на Apple, тој го детектира без разлика кој так или кој сигнал доаѓа, без разлика што не е ваш уредот, го испраќа до облакот, нели, до клаудот на Apple, со тоа што Apple ги синхронизира и вас ви кажува со помош на друг уред, всушност се гради мрежа. Каде се гради. И тоа е
помалку чудно затоа што вашиот телефон, кога поминувате на некое место, може да служи за детекција на локација на друг уред. Со тоа што таа е енкриптирана порака. Звучи компликувано, јас ќе ти раскажам за крај на овој разговор една кратка анекдота, кога еден бугарски министер за внатрешни работи пред 15 на години се закануваше дека ќе расчисти со крадците на автомобили во Бугарија. Тоа беше земја во која што најмногу се краде автомобили во 90-тите и нешто подоцна. Кога го праша, вели, јас имам на својот автомобил вграден апсолутно најмодерен аларм кој што нема шанса да се исклучи. Така натаму, следниот ден си го најде автомобилот со алармот на возачкото седиште оставен. Значи, го демонтирале, го оставиле и го поздравиле дека нема уред што не може да се... Токму така, дури некои возила кои што тврдат дека имаат сигурnosни системи, имаше еден пример исто така со еден познат бренд на автомобили кои што тврдеа дека имаат високо безбедносен систем, за да на крај се утврди дека уствари кратците го украдиле автомобилот со тоа што само ставиле буквално весник запален под колата, со тоа што имало сензор која ќе почувствува пламен, веднаш да се отвараат вратите. И тоа беше пропуск кој што има и една друга финта која ја не сум ја пробал, која пробам може да попушти покривот, велат дека на покривите на еден многу познат бренд на возила, доколку рипнете од озгора, се отвараат вратите, бидејќи мисла дека се тумба возилото. Не сум пробал, ама ја ќе оставиме за некоја друга прилика. Христијан, благодарам.